Дечки, дали слушнавте за скандалот со млечните производи? Ајде да одиме во центарот на градот и да ги прашаме граѓаните што мислат, па ќе видиме. Дали читате декларации по скандалот со лажните декларации на млечните производи? Да, тоа вчера ми се деси. Има такви моменти кога едно пишуваат, а друго изгледа унатре сместена јогурт пред 2 дена до 16-6 пишува, а кога го отворив кисел како кисел купус. Па да, читам. Кој е вашето мислење? Верувате во тоа што пишува или се сите ви се сомнителни? Па ми се најчесто сомнителни, ама верувам дека постои некоја контрола. Не знам, искрено многу слабо читам. Многу слабо. Дали ти се случило пример да купиш некој производ со ескадирана дата? Ми се случило многу. Или да е датата точна, но производот е, нели, да речеме бајат. И тоа ми се случило, и тоа ми се случило, и двете. Сега веруваш во тоа што пишува или ви се сомнителни производи? По обичај гледам рокот на трајање, да окей, се чувам фискалната после тоа, нешто ако има, одма ја враќам, одма ургирам. Да, слушнав на телевизија, прочитав. Сега читате декларации по скандалот со лажните... Не. Не? Не се пазите? Се пазам, ама тешко ми е да прочитам без наочари. Читам за сите производи што ги купувам во маркет, бидејќи доста производи се со поминат рок. Се случило на вас? Да, има се случено, не пријавив, меѓутоа не го купив. И сега вие сте сомнителна, дали ќе купувате по ова млечни производи? Па не веќе. Од кораб е јогуртот, да. А може и грешката е во продавницата, ако не ја складирале на време на ладно место. Сега е падна, како да кажам, производ за млечните производи дека се со изминат рок или со неправилна декларација, меѓутоа ја мислам дека во маркетите се продаваат многу производи под исти такви услови кои што се продаваат и млечни. Те лути ли тоа што фирмите се казнати, а јавноста не знае кои фирми се, бидејќи фирмите не се објавени? Па, секој треба да се сноси одговорност, секој треба да знае што пишува и да биде реален со тоа што е напишано на продуктот. Па ме лути, да. Се што не е јавно ме лути. 1000 евра беше казната. Што мислите, дали е доволно 1000 евра да се казнат или... Малку и повише треба. Зошто ќе бараат дупка каде да се шмугнат низ дупките за да не платат тоа. Само казна, не само за производите, за све, за прескршоци на улица, за сите тие работи, 500 на запад, така е направена културата на луѓето. А според вас... Тортура па култура на крај ќе биде. Не само повеќе казна, затварање и затвор. За висината на казната, мислам дека казните се поприлично високи, меѓутоа тие не се спроведуваат, не се пријавуваат и не се спроведуваат во евентуална и судска постапка. Па, ако е една жалба е окей, ама у нашава држава се со минимум и се со врске да се помене, така да ништо чудно, не ме чуди тоа. Казните се смешни воопшто, затоа нема ред во државата. Казните се многу мали. И сега што мислите официјално, според вас, кој е крив, млекарите или институциите? Најверојатно и тие. На едните им е дозволено, од другите. Млекарите не се толку криви колку што се институциите. Пари на откупното млеко, бар во мојот крај, јас сум од Гевгелија, е па ниска цена и фактички самите млекопроизводители не се стимулирани и не исплаќат и на таа мала цена. Значи луѓето се засегнати млекопроизводителите, се помалку овци и крави се гледат, а уште помалку. Значи Квалитетот на самите производи? Па тие се принудени исто така тоа млеко да го мешат со вода, така да бидејќи мала е откупната цена, не се стимулираат млекопроизводителите. Двете се сносат одговорност, по прво млекарите, а после на крај институциите што не провериле. Повеќе се е пропуст кај нас. А сега по ова ќе купувате млечни, ќе им верувате на млечните производи? Сакам да употребувам, ама ова ме колева на кораб јогуртот. Па не, воопшто. Немам доверба во многу работи, не е само тоа. Ако сте купиле таков производ, би барале ли правда или би рекле нема фајда? Би си барал правда, значи по обичај се што правам, како што кажав, се чувам фискална и после тоа приметувам. Ако нешто има, одма ја носам у маркетот. Прво се расправам со продавачката, па после тоа, ако не може со продавачката, со претпоставениот со менаџерот. Пошто сум јас и правник и адвокат по струка, за правдата не ќе да зборам, бидејќи јасен е процентот на правдата во Македонија. Би им препорачале нешто на институциите? На млекарите? Не. Тоа нема да те слушнат.